Во текот на вчерашниот ден имаше вкупно 28 пожари на отворено и шумски пожари. Од нив утрово активни се 13 пожари, изгаснати се 9, а локализирани 6. Во овој момент нашиот фокус е ставен на планината Серта, која што гореше со денови. На неготинската страна, кај селото Калањево, не забележуваме никакво горење, но сепак се прави проверка. На лице место имаме еден армиски и еден полициски хеликоптер кои што вршат обиколка на целата планина и действуваат онаму каде што е потребно. Во една нова локација имаме 25 припадници на тигрите, 40 припадници на дирекцијата за заштита и спасување, како и 20 професионални војници. На другиот дел на Серта, во областа околу Криволак, околу војниот полигон Криволак, исто така не се забележува активно горење, но двата хеликоптери кои што делуваат кај Калањево го надлетуваат и овој простор. Воедно се распоредени 50 припадници на армијата. Третиот дел од Серта, штипската страна, над селото Драгоево и Селце, исто така го надлетуваат овие два хеликоптери. Таму се забележани две огнени точки врз кои што се действува со овие воздухоплови, но истовремено имаме и 50 припадници на армијата, 20 пожарникари, но поставени се и 8 машини со кои што се прават противпожарни препреки. На ова место дополнително е испратен и црногорскиот и српскиот хеликоптер, кои што се фокусирани на ова место, на целата Драгоево и Селце, значи на другата страна од планината Серта, од штипската страна. Покрај овој пожар на Серта, врз кој што веќе имаме апсолутна контрола, благодарение на дождот е изгаснат во поголем дел, сепак постои опасност со покачувањето на температурите, на некои места повторно да се појават огнени точки. Токму затоа денес нашиот фокус ќе биде овде, да не дозволиме повторно разгорување. Линијата и вицата на пожарот детално се проверува со пожарникари, со припадници на армијата и полицијата. Доколку се забележат остатоци, огнени точки или чадење, истите се догаснуваат. Покрај овој пожар имаме тежок пожар и на територијата на општина Росоман, над село Сирково, каде што оганот делумно е влезен и во борова шума. Рано утрово таму со дејство почна романскиот Спартан, кој што исто така ќе биде подпомогнат со двата словенечки хеликоптери. Истовремено таму се наоѓаат и 20 припадници на армијата, како и 25 припадници на полицијата. Следниот тежок пожар е пожарот над Битола, во подножието на Пелистер, каде што во овој момент действува еден канадер, а треба околу 10 часот да му се придружат и два ер-трактори на дирекцијата за заштита и спасување, хрватски канадер. Наредниот тежок пожар е на територијата на општина Чашка, кај селото Габровник, каде што действуваат 30 припадници на армијата, но доколку се појави потреба, ќе бидат пренасочени летала. Вчера вечер од невремето на територијата на општина Долнени кај село Небрегово од гром изби исто така тежок пожар на тешко пристапен терен, кој што го следиме и ќе се обидиме да го гасиме, односно локализираме од земја, а по потреба ќе бидат испратени и летала. Со повеќе информации ќе излеземе подоцна, детални информации околу сите останати пожари, кои што се помали, но исто така не се за подценување, имате во опишаната информација во групата, Вибер групата на ЦУК.